Да. Ве работиме, шо правите вие? Еве, добар. Јас сум во Берлин тука. Па стоам на улица пред ресторантот со некои парламентарци, имаме ручек. И те се јавив, викам дај да ќе јавам на тебе. И ми го даде бројот, веднаш после тоа гледам тројца скопјени тука, ужити се ги гледам тука, 10 минути изгуби со них, слушај. Од каде до каде? Тројца луѓе од Скопје случајно да ги видам тука. Абе видиш ли како е светот мали да Абе стварно е мал бе. Ти евам. Ти как си, добар? Одлично. Види вак сега, значи јас те барав еднаш запти минатата недела, ти знам беше на пат ние во гужва. Добро, денеска плативме тамо 5,5 милиона колку треба. Зашто ова? За акција, оно. За акциите, добро. Значи тоа јас ти кажав на Верица, на Зорица, тоа е ќе ги држиме тие пари од сумата што ни должите на крај. Не е проблем, не е проблем. Не, ама да знаеш дека не е се уште околу 280.000 евра се должи за тоа. Нема проблем, шефе, на ту тему нема проблем уште. Не, мислам, сакам да знаеш дека тоа е коректно од наша страна. Чекај, и од една и од друга, поинаку не може да биде меѓу нама. Добро. Вака се, шефе, за другото. Ајде без многу да се мислеме. Ако ми кажеш дека ова е прифатливо, можеме веднаш да започнеме. Значи, ние стигнавме до 2,2 милиона евра. Дали нашата понуда би била следната, 2,4 милиона евра, значи за 57%, али тоа ќе зборуваме цена по акција после колку е, од кои 900.000 значи жирално, добро, 1,5 во кеш, од кои 10 месечни рати, али што повеќе во прва рата да може, например, дали 200-300 во прва рата. И другото во 10 месечни рати. Може ли да ми дадете простор да се изјаснам до кога се враќаш ти ден? Се враќаме петок, сабота. У петок, сабота. Или ќе ме бараш или ќе те барам у петок или сабота. И ќе се договориме. Важи, ама значи не е голема разлика од тоа што дискутиравме с тебе. Јас со вас нема многу да брам спогодби овако онако, тука нема што. Значи може да причамо за све, со вас нема многу спогодби, ние треба пријателски да извршиме секоја работа. Ту нема да или не, значи сматрам да сме блиски и не сме за денеска. Да. Меѓутоа, знаеш, добро, јасно. Ја имам видено многу добро од таа партија, од тие луѓе. И од сите вас, значи комплетно као тим, према томе нема тука сакам, не сакам, можам, не можам. Да. Само мора да ја запазиме процедура, рецимо, ја тоа сакам да го купам преко српски фирми, да не почне тамо да паламуде после, разумеш ме нешто? Не, биса, тука тоа е друго прашање, ќе треба дозвола од Народна банка од тоа, но тоа ќе треба да го измислиме добро, нели, формалниот дел. Така. Меѓутоа мислам дека тоа 900.000 ќе помине кај гувернерот. Добро. Добро. Не, нема што кај гувернерот да помине или да не помине. Не, сумата како сума ќе помине. Меѓутоа, значи, уште еднаш, 900.000 жирално, тук ќе зборуваме после за другите детали, дали да ги купеш акциите во офшор фирмите или да ги купеш само акциите на Македонска банка, ама тие се детали за кои ќе најдеме договор, ако најдеме договор за ова. Добро. Не е спорно другите финеси и детали, мислам, тоа сакам да ти кажам. Добро. Значи, уште еднаш, 1,5 од кој еве, да речеме 300-400 во кеш во старт. Добро, не, и другото 10 не мора да зборите ништо. Да, јасно. Добро. Овако, до сабота ќе се слушнеме да имаме во меѓувреме ако треба некоја консултација, пак на овој број или Не, само со вас, на овој број може да ме барате кога сакате, али пази, кога не сум ја у канцеларија. Никој не се јавува на него, да знаеш. Тоа е мој директен телефон. Не, зборот ми ако имаш потреба порано да ме контактираш преку Зорица, нека ми пушта СМС. Не, нема проблем, па ја директно ќе ме барам на мобили, па ќе можно е да не дигам оти во состаноци. Ама мој број го видите. С мобилен ќе ме бараме. Можно е, може не, ама ако имаш проблем прати ми СМС порака, прати ми порака, тоа ми е збор. Значи, било што порано прати ми порака. До сабота ме чекате, до сабота не одлучувате ништа. Сега е топка кај мене, така ли е? Топка е кај тебе, али ако ти си спремен порано да тргнеш, ние сме спремни, тоа ми е збор. Ве разбрав. Хвала лепо. Океј. Најкасно до сабота се слушаме. Океј, отцо. Ајде, пријатно. Ало? Те слушам. Добро. Мора од специјални броеви да се јавуваме се, што да правиме? Како? Викам, мора да се пазам. Да, се разбира. Ова е тука некој тотално не покриен. Од надвор број е така што можам комотно да зборувам, мислам. Би требало ептен несрекни да сме да се случи нешто. Вак сега, Јоцо, значи ние устануваме на тоа. Се надам тебе, чекам да кажам, да слушам твоето мислење, нели каже до петок, сабота ќе слушнеме. Ево сабота, денеска се договориме, значи денеска е задниот ден кога треба да завршиме. Овако. Значи, твој стави 2 милиона и 400 хиljada. Добро.
900 веднаш. Ало? 500? 900. А 900 жирално, да. Жирално веднаш, а останало да буде на 10 еднакви крапки. Са не, останалото мислахме, например, 200-300 ако може веднъж и другото за ворати. Чекай, може ли 200 веднаш, а оно да буде уместо 10-11 рате? Абе, Јоцо, за тебе може, не одлучувам сам, меѓутоа сега мора и ние да биде, што занесува до мене, треба да бидеме флексибилни, така што не можам јас да ти кажам, меѓутоа еве, јас. Чекай, ако мама за густ, да треба пре. Аха. На таа тема не треба да разговарам, уопште не е ни важно што сме договорили, разумеш? Да. Значи не дай, али ја ипак хочу да имам едно отступницу, ако да си имам темелно чврсто направен договор, разумеш? Да. Ето така. А види, би било за мене например мислам би било прифатливо. 900 значи жирално. Веднаш ќе ги даде. Кажавме тие ќе разговараме после за деталите, има некои офшор компании, дали ќе купиш офшор компаниите или акциите, ама тоа се детали за кои ќе дискутираме. Добро. Кога ќе дојде време за тоа. Да не зборуваме сега. Меѓутоа значи 900 жирално или значи мој предлог би било уште еднаш. 300 да биде значи кеш веднаш. Ало? Да, слушам. Ало? Те слушам. Нешто се губи линија. Да. Добро, значи, еве, значи 900 се договоривме. Сега. Так. 1.500.000, од кои? 1.400.000. 2.400. Не би отсо 1.500.000. 1.500.000, да. Право си, шеф. Од кои 300 би биле, значи, веднаш во кеш? 200 могу одмах. 200 могу одмах, немој 300 ме тераш. Не може 200, Не може 300. 200 могу. Добро, 200 значи веднаш. Така е. Тоа станува 1.400.000. Добро, колку останува? Ќе обрачунаме 200 веднаш и остало на 10 еднакви крапки. Јоцо, а може ли 200 и после плюс 10, значи 200 веднаш, 200 после месец дена? Добро. И тоа останува Можеме да. 1.100.000, останува 110 по месец. Може. По тут пута 10 месеци. Може. Може така? Значи 200 веднаш, 200 после еден месец. Не може, завршено. И 110 пута 10. Тако е, може. А за деталите ќе разговараме. Добро, Јоцо. Само када се видимо, кажи ми? Што побрзо? Кажи ми, што побрзо? Само овој пат јас и ти и може и Борис ќе одонесам. Кој сакаш тој? Добро. Али ова да остане стварно нема потреба никој друг за Маријан, за тоа нема потреба никој друг да знае. Ово е више дефинитивно, тако? Дефинитивно. Добро. Шефе, нова може? Добро. Овако. Ја ќе папирологију да припремим. Кој ќе ти биде, извини? Ќе биде Југоремедија и Медела. Југоремедија од каде е? Од Зрењанин. Врање? Зрењанин. Добро, а другата? Друга е Медела из Врвас. Се, ја ќе детаља ти дам сутра или евентуално среду. Добро, а кој ќе биде контакт човек тука? Ќе имаш некој, пак Зорица ќе биде, кој ќе е Бутко? Само Зоре. Значи ти информирај Зоре, јас ќе да се сретнеме утре. Добро, само да ви кажам нешто, како ќе биде. Ќе дадам и 3-4 македонски фирми с по 5% да може да се пренесе. Да. Сукцесивно, разумете ме? Да. Тако. И тоа ќе може од утре да почне се работи. Да. Тако. Договорно поздравам. Тоа може, сега, јас и ти кога ќе си во Ниш пак? Ја у Ниш ќе бидам у среда. У среда, предходно кај си во Врбас, во Медела тамо. Каде е тоа? Не знам точно каде. Подалеко е така? У Војводина. А Војводина? Да, скоро до Суботица е тамо. И ноќас ходам тамо, утре ќе бидам тамо, у вторник навечер доаѓам. Значи ние може евентуално среда, четврток да се видиме, али ќе договориме за тоа, меѓутоа битно е Зорица да знае да ги брка оперативно работите и да почнеме тука све што треба, барање, договорнерот, се до тоа. Никој тоа више не смее да го знае. Да. Само ја, ти и Зоре. Да. Тако, договорено. А може сукцесивно. Океј, ќе договориме, по телефон си достапен, така? Секогаш. Добро, океј, Јоцо, баш ми е мило, се слушаме само напред. Ајде, шефе, пријатно. Да. Ало? Да. Морав да се јавам. Да. Од австралскиот број се јавам, новој број, така што нема проблем. Аха. Слободно може да зборуваме. Нема теорија да не слуша, тоа во Германија ако не слуша. Да. Се слушам сега со овој Нини од Србија. Добро. Јас сум излезен некаде бајдој. Се враќам. Вака сега, не даде ни да ни не. Меѓутоа, мојот чувство е дека ќе прифатим. Меѓутоа, замоли уште еднаш до крајот на неделата, треба до петок, сабота, требало да виде мислам се, не каже да, не каже ни не. Ама почна да зборува за преку кои фирми би одало тоа, како би било, да провери регулација во Србија, века најверојатно ќе треба да биде српска фирма.
Али останавме на тоа, значи 2,5 милиона евра за 57% или тоа ќе обрачунаме по број на акции, од кој 1,5 милион во кеш, од кој 300 до 400 евентуално значи унапред, а другите 1,200,000 во 10 месечни рати, а 900,000 евра жирално. Сега и он самиот спомна, вика јеби го, вика може овој говернерот Трпевски ќе ми прави проблеми, не знам. Мислам дека ќе прави. И он самиот спомна тоа, не знам. Да, мислам дека ќе прави, особено ако сумата е слична со сумата на овие, а ние така го правиме, нели? Па не е баш така, 400,000 евра повеќе. Овие нуде 500,000. Ама рачунајте дека овие ќе излезат со поголема сума, тоа им е само почетна позиција, најше. Па добро да ќе одеме и ние нагоре сега. Да. Ќе оди он нагоре на сметка на кешот што ќе паѓа доле, тоа е тоа. Меѓутоа позитивно ми звучи, тоа сакам да ти кажам. Добро. Океј, ќе се видиме. Сега кога треба да му кажеме нешто? Не, он ќе се јави до петок, ама каже дека разгледува уште некои работи, замоли до петок. Добро. Викам нема проблем нини. Али зборот ми е дека сум 90% сигурен дека ќе прифати ова. Сега може се врати назад, ама ќе видиме. Добро. Али не кажа ни да, не. Мислам ни за сумата ништо, не сакаше да зборува за тоа, само вика дај ми до петок да видам некои други работи, па после ќе ти кажам што е моја позиција. И да почнеме тука све што треба, барање, договорнерот, се до тоа. Никој тоа више не смее да го знае. Да. Само ја, ти и Зорен. Да. Така, договорен. Може суксеси. Океј, ќе договориме по телефон си достапен, така? Секогаш. Добро, океј, Јоце, баш ми е мило, се слушаме само напред. Ајде, шефе, пријатно. Али вак сега, имам добри вести. Се слушнав со овој, попладне во некаде кај 6-7 сата беше. Вака, значи он прифаќа 2,4. Добро. Значи за 57%, од кој 900,000 ќе префрле жирално и 1,5 ќе префрле во така, во готовина. Сега, од тие 1,5 да го 900,000 поглетова. Што колку е? Поглето 900,000, 50 милиона. Тоа е околу 50 неколку милиона, да. Па како ќе го оправдаме, зашто даваме на него, не на овие други тие, тие 500 Тие 500 дават пред никога, да. Да. 500, ама мислам име тука флексибилност сега, нема тука, ако треба да се зголема овој, ќе зголемува, не јасно. Не е проблем тоа. Не, мислам дека сме окей. Сега, за деталите не зборувавме, мислам и по телефон многу, меѓутоа ќе решиме сега, дали како и как ќе тече тоа понатаму, ќе видиме, меѓутоа генерално прифати, значи, од тие 1,5 милион што се во кеш, он предлага вака, вика тоа е најмногу што може да направам, 200 веднаш. Јас инсистирав малце повеќе, ама вика тоа е најмногу, 200 веднаш сега, 200 после месец дена. И тоест веднаш нели по подпишување, мислам. 200 после месец дена после подпишување и 110 пута 10 месеца. Понатаму. За мене мислам дека е прифатливо, размисли вечерва, дај ми зелено светло утре и да започнеме што побрзо да урешаваме тоа. Ако веќе не ти е уште сега. Прифатливо, ајде. Значи да почнем утре, така? Значи за 12 месеци целосно ќе се покриеме. Па да речеме 10 месеца од моментот на подпишување, 11 месеца од моментот на подпишување, да. Така, ако подпишеме од ноември до дојдеме. Добро, окей, прифатливо. Не, види, мислам дека е сосема добра понуда. За ова преходното како он дава ли се раја? Па види вак сега, јас не сум се, значи поради тоа што сум бил на пат, не сме се виделе 2 недели и плюсот кој ги купе тие 3,5% во банката, му кажав да ги задржи се одека да му биде како гаранција. Да. Од тие рати што не ги дожи до сега, така што сега последна рата може да му биде гаранција, не. Да, добро да, ама и не се добро да не прави проблеми. Како и да не прави. Последните 2 недели јас не сум имал време да ги видам, бејќи на пат бевме. Така, добро. Така што утре ќе го видам, добро. Не, мислам нема никакви индикации дека има проблеми. Тоа ми е зборот. Добро. Така што мислам дека е сосем окей. Сега како одма да валмираме, како да направиме сега? Со љубе што направиме? Они тука треба се будка таа процедура, не можеме ние. Не знам како тече процедурата сега. Значи они што треба, банката треба да го извести говернерот дека е најден купувач. Треба согласно со акционерите, значи треба да направиме сега да не ни преземе некој мерки. Он некако банката ствари одма да пушти утре се вале, ја му на боја вечера, Не може банката, треба прво овие да дадат некое
Па дај речи му. Да. Овие треба... Што побрзо да даде, за да не... Не, ваче утре ќе се видам со Бајаджиев и со овие да ми кажат кои се постапките за понатаму. Ќе се видам после со човекот ново и Нини овде. Слушај, Бајаджиев уште некој време да не го кажуваме. Некој треба да ми каже каква е постапката. Некој треба да ми каже каква е постапката. Што кои се чекува да постапката е следна. Ако имаме договор некаков, одма треба да го испратиме во Народна банка за да види дека нешто се деша. Добро, што немаме такво нешто? Треба да го имаме. Или тој веднаш да поднесе барање до Народна банка уште утре неговата компанија. Добро. Најбоље е тоа, одма да поднесе барање у текот на утрешниот ден. Макар и некомплетно, а наредите... А нели треба прво нашите собрание на акционери да даде согласност прво? Како он може да донесе барање пред ние да имаме согласност? Нека поднесе од екипа за Верчевој. И да не може, нека поднесе. Добро. Еве кај, зборум со Јасмина кој е така, ама не знам овој па да не го изреволтираме, не знам се што да правиме. Кога да не изреволтира? Маријан да не почне да зборува. Не бе, зборувај, ама еве јас ти кажам, јас ги знам тие работи горе доле, знаеш. Не е проблем, јас ќе му кажам овој нека да остава да има меморандум некој така да има. Ама ако нема, пошто ние нема време да губиме, он утре нека поднесе барање, он не може утре да поднесе комплетно барање. Да. Фактично не може тоа утре да го направи, треба недела дена да се подготвува за комплетно. Добро, може само известување, да каже дека во разговор со представници на акционерите кои представуваат возински пакет, дека постигна согласност и да во тек се постапки се откупа 57% од тоа за... Ви го поднесам барањето или напоменувам дека во текот на наредните денови барањето биде комплетирано. Комплетирано, окей, може така. Значи прелиминарно известување дека е донесено начин на согласност и дека многу во наредните денови очекуваме да се формализира процесот. А во меѓувреме да свикуваме собрание на акционери и се до тоа да се тече како постапка. Затоа да викам, не може Маријан да не го известиме, мора да биде во тек.